Здраво на сите и добродојдовте во уште еден разговор на тема театарот за време на пандемија. Мојот денешен соговорник е Кети Дончевска Илич, актерка во Театар Куманово. Добродојдовте, Кети. Добре ве најдов и благодарам на поканата. Многу благодарам што ја прифативте поканата. Првото прашање кое што го поставувам на сите мои соговорници со цел да го отвориме овој разговор е што значи да се биде театарски уметник во време на пандемија? Во вашиот случај што значи да се биде актерка во време на пандемија? Како го доживеавте затворањето на театрите, прекинот на работа и како ви минаа првите полициски часови? Бидејќи се како три прашања во едно, на сите три би кажала само едно: ужас. Да се биде театарски уметник во ова време навистина една ужасна состојба, затоа што општеството очигледно се занимава со мощни сериозни теми. Ние како театарски уметници сакаме да придонесеме, сакаме да бидеме дел од овој наш секојдневен свет, меѓутоа се покажува дека нашето присуство и не е толку неопходно, во што јас не сакам да верувам. Сметам дека и нашето присуство и тоа како би можело да донесе некои промени, меѓутоа затоа и понатаму ќе разговараме. Во секој случај ужасно ја доживеав цела оваа ситуација, од аспект на тоа дека се прекина за прв пат во мојата актерска кариера мојот процес континуиран на создавање, на творење, на креирање. На самиот почеток можеби не толку бев до крај свесна дека сето ова ќе има ваков тек и искрено се надевав дека нештата многу брзо ќе се средат и многу брзо сево ова ќе помине, особено што нас не затекна тука некаде на почетокот на месец март, а март е нашиот месец, јас така сигурно сметам на нас театарџиите, бидејќи 27 март е светскиот ден на театарот, па ние во театарот предвидувавме безброј активности, буквално целиот месец сакавме да го посветиме, односно публиката да ја бомбардираме со театарски представи. Но сето тоа запре, бевме приморани се да одложиме, кон крајот на месецот мислевме дека можеби малку ќе мрднеме, меѓутоа моравме да се соочиме со реалноста сите, па така и јас. И едноставно, како доаѓа тоа, се преструктурирав самата себе си, почнав да размислувам повеќе како човек, односно да размислувам во правец на тоа како да се справам со оние сопствени психички притисоци кои што би можеле да настанат. Си го организирав времето едноставно. Не знам, имам среќа што имаме домашна со сопругот богата библиотека, бидејќи библиотеката во Куманово ми беше затворена. Па рипнав да читам, и тоа невидено многу, и мислам дека тоа многу ми помогна. Часови и часови поминувам во читање. Потоа си се посветив на физичка активност, интензивно вежбам секојдневно. И едно време, добро време бев заглавена во кујна. Ми стана онака омилени мафините како феномен. Па ми се чини дека сите можни варијанти ги испробав, од чоколадни, со вишни, со тиквици, солени, несолени, така натаму, додека сопругот еден момент ми рече: мислам дека е доста, затоа што таа сериозно се одразува на нашата тежина. И така, драго ми е што тој ме извади малку од кујна, да не продолжи континуирано тој процес кој што некако ми се виде буквално како замена на оној процес кој што ми е потребен во театарот. Свесни сме дека поради новонастанатата ситуација, скоро сите активности за да може да продолжат се префрлија на интернет. Сите професии почнаа да се извршуваат од дома. Така на некој начин и театарот мораше да се случува од дома, колку што е тоа возможно. Свесна сум дека во Театар Куманово започнавте покрај прикажувањето онлайн представи кои што веќе биле изиграни во живо, на кои што ќе се посветиме подоцна, се случи еден проект на читање од дома,
Поточно вие актерите од Театар Куманово читавте книги во соработка со книжарницата 3. И сите бевте од дома и тој проект го реализиравте од дома. Нешто што реално не се случувало досега во врска со театарот, како активност од дома. Ме интересира тој процес на трансформација на приватниот простор во работен простор. Со оглед на тоа дека и вашиот сопруг е актер, претпоставувам дека многу од сцените вас и досега ви се случувале дома, да ги работите како проби. Но ете во разговорот со колегите како го доживувате тоа преселување на професионалното во приватниот простор? Па прво го доживувам како нешто привремено и се надевам дека ќе остане само привремено, затоа што интернетот и ваквиот начин на комуникација едноставно не е мој фах. Јас сум тип на човек пред секој што сака контакт, кој што сака блискост и кој што многу подобро, да не речам совршено, комуницира токму на тој начин, кога сме очи во очи. Меѓутоа, заради ситуацијата, секако на идеја и на иницијатива на помладите мои колеги, со задоволство сите останати, нели, ја прифативме идејата да реализираме таков еден проект "Читаме по дома", особено затоа што се работеше за она што ни се понуди од издавачката Куќа 3, беше литература за млади луѓе, за тинејџери пред се. Тоа некако се поврза со некои наши размислувања во театарот, во актерската екипа. Ние неколку години наназад размислуваме на темата дека тоа е категорија од младите, кое што тинејџерството, кое што, да речеме, ние со театарски представи многу не ја покриваме како театар. И да, можеби не постојат многу драмски текстови на таа тема, но постојат, еве, како што видовме, романи од светски автори, кои што едноставно повикуваат да бидат драматизирани, за да можеме да и се посветиме и на таа публика. Бидејќи кога ги разработувавме книгите, можевме да видиме дека светот сериозно се занимава со проблемот на тинејџерството, му се посветува и на еден интересен начин отвара теми кои што нели се понекогаш болни, теми кои што се непознаница за младиот човек, за тој кој што влегува во такви години. И само ја потврди нашата заложба дека се надеваме дека сето ова многу брзо ќе помине, па ќе можеме сериозно да се посветиме и на тоа како проект, меѓутоа во театар, не на интернет. Што се однесува до адаптирањето на просторот, се чувствуваше одредена возбуда, морам да признам, затоа што сето тоа е ново. Јас во едни од тие видеа, па дури се подготвив, па не знам, се размислував каква тоа блуза треба да облечам, па како таа на екранот ќе изгледа, да не блешти многу. Перика си ставив, не знам, се нашминкав сериозно, како возрастна многу, нека жена од паркот. Така да тие подготовки донесоа одредена возбуда, меѓутоа се краткотрајни и не се она вистинското кога што на еден актер му треба дефинитивно, затоа што подготовките добро ќе завршат и сега треба да застанам нели пред мобилниот или пред лаптопот и сето тоа да го снимам. Меѓутоа пред мене имам само еден екран. Немам нечии очи на кои тоа треба да се однесуваат, на кои тоа што го кажувам треба да се однесува и тоа навистина представува проблем и мене ми представува терет. Верувам дека постојат мои колеги кои што можеби подобро се сноѓаат во таа ситуација, но јас дефинитивно не. Па и со мојот сопруг дури дојдовме во ситуација кога една книга заедно драматизиравме, ај ти не ми кажа мене вака, јас знам вака, предпоставувам и двајцата сме во тотална непознаница што уствари како всушност сето тоа треба да изгледа. Меѓутоа сум задоволна од целиот ангажман на ансамблот на театарот. Тоа ние сами го направивме актерите. Задоволна сум од идеите кои што тие се постојано подготвени да ги споделуваат. Задоволна сум од тоа што и ми е драго што имам и колеги кои се добри во тоа што го работат нели на сцената, меѓутоа еве многу добро се сноѓаат и со овие интернет алаткиве и овие нови технологии кои што за мене се на ниво на ете колку да можам да остварам комуникација. Така. Да, возбудливо беше во секој случај, меѓутоа се надевам се гледаме наскоро во театар. И јас се надевам.
останатите театри, како и театар Куманово, го одржуваа контактот преку онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо. На некој начин ги отворија архивите и не вратија во минатото со прикажување на представи кои што веќе одамна не се играат. Како беше вашето доживување како гледач на тие онлайн прикажувања? Ми беше драго што можев да видам некои представи, особено од нашата држава, на театрите по Македонија, на моите колеги, кои што не сум била во можност да ги видам. Представите кои што сум ги гледала, да речеме, само ме освестија колку театарската представа треба да се гледа во живо. Но од друга страна сум пак и задоволна затоа што некои работи, некои естетики можев да ги видам кои што не сум била во можност, особено на европската, на светската сцена. Па така, не знам, имајќи прилика да видам не една, не туку 5 представи на Остермаер или Кулјабин во Русија, кој што сигурно нема да имам прилика да можам да отидам до Новосибирск во театарот па да земам да гледам нивна театарска представа во живо. И еден куп други, да не ги редам сега, навистина ми представуваше задоволство што можев да се запознам со тие естетики и што ми потврди дека но она што ние многу пати се чувствуваме овде во Македонија, дека театарот некако ја изгуби својата смисла и дека ние малку креативно тапкаме во место и мислиме дека тоа е така во светски рамки. Напротив, не е така, луѓето сериозно творат, сериозно и се посветуваат на театарската уметност и она што мислам дека извлеков, да речеме, од гледање на тие театарски представи е дека ние во Македонија навистина треба да се позанимаваме со моментот да престанеме да правиме компромиси кога станува збор за театарот. Театарот е скапа играчка, европските представи тоа ни го покажа и ни го докажа. Меѓутоа покажа исто и дека кога правите представа без никакви компромиси, тогаш представата го добива својот вистински лик и тогаш театарот е оној вистинскиот и ја остварува онаа комуникација со публиката, па дури и преку овие интернет начини. Да, супер ми беше што некои представи можев да видам. Супер ми беше сите представи што можев да ги видам, се разбира, затоа што во еден период, посебно оној првите месеци таму кога имавме полициски часови од 3 дена, мислам карантини од 3 дена, со група од колеги буквално бевме како на норма. Мислам сега во 6 сат почнува покарите. Не знам, има бугарска представа таму во 8, утре со распоред бевме, кога е Остермаер, кога е Лоренци, например, и така натаму, така да еден период беше и доста напорно, меѓутоа сакавме се да фатиме и доста фативме од она што беше понудено на интернет од театарски представи. Ми е драго што и наши театарски представи, например во Битола, во Струмица погледнав, кои што стварно не сум ги гледала и за кои се радував во секој случај. Наспроти онлайн прикажување на веќе одиграни представи во живо, во периодот на карантини и полициски часови се создадоа и проекти кои што не може да бидат одиграни во живо, па беа прикажувани повторно на онлайн платформите. Станува збор за представата за интернет перформансот, така го нарекуваат авторите на Тој и таа, во режија на Дејан Дамјановски, или пример Илузии на Нела Витошевиќ и на независниот театар Wonderland Theater, како и многу други представи од светот кои што излегоа буквално создадени во овој период од дома, со снимање од мобилни или различни други средства, прикажано на интернетот. Дали успеавте да погледнете некој од овие проекти и како актер, а и како публика ги доживувате? Погледнав се, затоа што не седев џабе дома, што би се рекло. Значи, буквално изгледав се и гледам се. Значи, дури не само овие кои што се врзуваат единствено исклучиво само со театарот, односно со театарските уметници, пратам и она што се разговори, дискусии, отварање на можности, имаше некои иницијативи, нели, за нови начини во културата и уметноста, мислам дека ги правеа исто локомотива кај нас, така да се буквално гледам.
Во текст сум со се, затоа што навистина очекувам цело време дека некој ќе отвори работата во правец што побрзо да се вратиме дома и ќе изнајде некое соломонско решение. Ми се допадна, одлични се, мислам, секој еден уметник кој што не би рекла се охрабри да го префрли театарот пред едно екранче, навистина е за почит и за пофалба. Тоа се различни облици, нели секоја група, да речеме, или театар бира различен модел на интернет представување, па така нели можеме различно да ги нарекуваме перформанси, представи и така натаму и така натаму. Секако сите тие заложби се од голема важност затоа што најмногу од се и пред се театарските уметници ги држи во приправна состојба, односно не ги остава мирни, а тоа пак мене ми покажува и ми докажува дека ние навистина сме држава која што е гладна за театар, па дури еве во вакви услови ќе изнајдеме милион начини како театарот да го пренесеме на гледачот. И ево се сомневам малку дека гледачите се толку многу подготвени да го прифаќаат тоа како ние, например, театарџиите. Нас секако ние најмногу очигледно важно, па сме во тек, меѓутоа и онаа малобројна публика која што успева да ги проследи сите тие настани, секако е за поздрав и за почитување. Се надевам само дека нема да ни се случуваат уште многу вакви проекти. Не затоа што не беа добри, беа одлични, туку повторно заради тоа што навистина се надевам на брзо враќање во театар. И јас се надевам. Дали, мислам, во овие услови, во овој буквално пик на пандемијата, кое е местото, која е улогата, која е функцијата на театарот во нашето општество? Вака, ако би требала на кратко да речеме, да објаснам која би била улогата на театарот воопшто, би ја свела на 3 збора, а тоа е дека театарот има улога, задача да понуди, да еманира убавина, реалност и радост. Убавината нема да ја толкувам како поем и како збор, заради тоа што сама по себе кој има своето значење и мислам дека не е потребно дополнително да се објаснува. Кога велам реалност, мислам на она со што театарот се занимава, односно со реалноста, која што понекогаш е и исклучително сурова. Кога театарот, тоа се случаи кога театарот нели се занимава со човечките слабости, со насилството, со убиствата, со лицемерието и така натаму. Тука можам и да сврстам одредена група на драмски дела и радост кога кон одредени човекови карактеристики, состојби и ситуации се однесуваме на малку поинаков начин, односно се обидуваме да го извлечеме доброто. Во време на пандемија би ја отфрлила сега во овој момент во нашето општество, па дури и на светски рамки, реалноста би ја отфрлила, бидејќи онака нашата моментална реалност е и премногу сурова за да можеме да додаваме суровост. Не би било фер на крајот на криштата од наша страна. И би се задржала на убавината и на радост. Оно што театарот во моментот во Македонија, во нашето општество може да го направи е да понуди убавина и радост. Не верувам дека, да, навистина сме бомбардирани секојдневно со пикови, со тоа колку, не знам, ситуацијата е страшна и така натаму, меѓутоа гледам дека состојбата попушта во правец на тоа дека почетокот на оваа недела ми се отвори библиотеката, што сум особено радосна. Значи се отворија кафиќи, одредени институции, не знам, кои што можеби сега еве во овој момент да се попотребни заради тоа што остваруваат трговска дејност и може да донесат профит. Но во исто време не се случуваат избори во Македонија и
гледам дека луѓето организираат одредени, ајде да ги наречам трибини, не се тоа, не знам, никакви масовни собири. Меѓутоа, она што можам да го видам е дека нели имате една сцена, една платформа на која што седат 5 мина, 6 мина представници на политичка партија на пристојно прописно расстојание. Од другата страна имате публика која што исто е поставена на пристојно и прописно расстојание, да, она што е прописно е важно. И сметам дека ние можеме истото да го направиме. Затоа што ние сега во ова време секако не е потребно на публиката да го даваме Макбет. Меѓутоа можевме и можеме се уште да се потрудиме за нешто поинако. Мислам дека носиме голема одговорност и дека малку потврливме како театарска фела во тој поглед, затоа што никако не превзема целата оваа ситуација, па малку повеќе не стави во ситуација да размислуваме повеќе како луѓе, како човечки суштества, а не како уметници. И мислам дека за тоа голем придонес има и Министерството за култура. Забелешки имам, да речеме, за две работи. Односно, мислам дека би можеле да се направат подобро. Министерството за култура мислам дека направи грешка во почетокот што, па и денеска сега, тоа е после 4 месеца интензивно живење во време на пандемија, постојано правеше состаноци само со директорите на институциите. Мислам дека беше потребно да ги повикаат уметниците театарски, режисери, драматурзи, актери, да разговараат, еве нели сега е едноставно преку овие Zoom платформи. Ако мислат дека тоа е обемна работа, еве Zoom платформата и тоа како ќе ја направи да биде поедноставна. И верувам дека театарските уметници ќе можеа да дадат безброј предлози, затоа што јас додека разговарам со тебе овде, сигурно едно 4-5 идеи може да ми дојдат за тоа како може театарот дури во време на пандемија да се одвива. И не мора тоа да се големи представи. Меѓутоа, проблемот е зашто велам дека потврдивме, заради тоа што ние немавме подготвени представи кои што се за вакви услови. Со 2 лика, не знам, со 3 или 4, па и 5 лика, кои што исто може да се постават на сцената на одредено расстојание, значи да се користат други елементи, други начини на игра. Јас се сеќавам ние, например, на Академија, верувам се сеќаваш и ти и моите колеги, ми беше многу интересен оној дел кога работевме, кога не го гледаш партнерот, а разговараш со него, а гледаш во публика или сте си завртени со грб. Значи, можеа да се изнајдат модели и начини, меѓутоа требаше да ги прашат театарските уметници. Затоа што кога тие, режисерите, актерите, драматургите ќе беа во состојба, ставени буквално во состојба да интензивно размислуваат, верувам дека, ајде сега малце не добар збор, меѓутоа верувам дека ќе измислеа театарски представи кои што можеа да се случат, кои што едноставно ќе можеа да на крајот на криштата да ја понудат таа убавина и радост која што мислам дека е потребна за публиката во овој момент, за нашите граѓани во овој момент. И втората работа, тоа исто на едно од овие размислувања, затоа велам се пратам. Кога не прашуваше нас директорот кога одеше на тие состаноци као што треба, што мислите што да направиме, ние многу често му велевме да предложиш таму да кажеш дека ние имаме двор. Ти си била во нашиот театар, знаеш како, ние буквално имаме двор, така сме природно поставени. Нели се наоѓаме меѓу зграда на училиштето, имаме оној принципот на италијанска кутија за се затворени од 3 страни. Можевме да ставиме мала платформа тука на самиот влез на театарот, тука во тој двор, буквално на соодветно расстојание можевме да поставиме 40 до 50 луѓе публика. И сега постојано зборувавме за тоа имаме двор, ние можеме тука да играме представи, да направиме нешто со 2, со 3 максимум и така. Тој го пренесувал тоа секако во Министерството, меѓутоа политиката на Министерството беше генерална, значи се однесуваше на сите институции, па дури на независната сцена, значи се спроведува една таква политика каде што нели правилата треба да важат за сите. Но сето ова дополнително ми го потврди дека е вистинско, токму едно обраќање на една грчка уметничка која што ја слушав, која што меѓу другото кажам на прашањето во смисла на тоа што би можеле ние како уметници сега да направиме. Една од нејзините размислувања беа дека треба можеби уметноста да ја свртиме на локално ниво.
односно да ја сконцентрираме на локално ниво. Па така некако ми се артикулира онаа моја заложба за тоа дека ние можеме да играме во дворот на театарот. И сега кога го споменував тоа во дворот на театарот, знам дека Маната нема двор, на пример, или не знам, Струмичкиот театар и така натаму. Меѓутоа можевме да размислуваме доколку секој во својата локална средина наоѓаше начини и модели, можеше да се најде, верувам дека секој еден град, секоја една средина може да најде простор каде што би можело да ја остварува и да реализира театарската уметност. Се со цел пак ќе речам дека реалноста е сурова. Ние живееме во време на пандемија, не сме само ние уметниците во прашање, значи сите наши граѓани, а ние навистина ќе ја реализиравме и ќе остваревме својата улога доколку се потрудевме малку по-сериозно да и понудиме убавина и радост. Хипотетички, ако си зададеме дека оваа ситуација ќе продолжи, бидејќи никој од нас не знае до кога ќе трае, па можеби токму оваа платформа и ќе биде на некој начин местото на кој што ќе се собираат сите идеи. И затоа и следното прашање, иако досега и до некаде и понудивте доста идеи како може да се реализираат идните проекти доколку ова вака продолжи, интересира кои се вашите планови како актерка, театарска актерка, како го замислувате идниот период доколку овие околности останат како што е досега? Па прво мислам дека треба да се избориме за моментот навистина да се вратиме на сцената. На отворено, особено затоа што сега е летен период и навистина ни се олеснува еден дел од работата, значи не мораме публиката да ја внесуваме внатре во затворен простор. Тој затворен простор кој што е еден нели од факторите за ширење на пандемијата. Секако јас не сум таа која што ќе одлучи нели во целава оваа работа, меѓутоа искрено се надевам дека ќе се најде слух за да малку поинтензивно се размислува, затоа што тоа што театрите не работат, сега ова да не знам да не звучи, не знам како, не подразбира дека се намалува бројот на заболени. Дали ме разбирате, ние нити придонесуваме, нити одмагаме во целата ситуација, меѓутоа мислам дека многу повеќе можеме да придонесеме. Затоа што мислам дека на човекот добро ќе му дојде малку релаксација и не знам час и половина поминат со едни други размисли. Се разбирам во зависност од она што ние ќе им го понудиме, ќе се потрудиме да им понудиме она кое што ќе ги отргне. Како актерка се надевам дека и ако продолжи, всушност прашањето повеќе ако продолжи. Ако продолжи целава оваа ситуација, се разбира ќе продолжам да се надградам, ќе продолжам да размислувам во правец на театарот. Јас и Горан Илич, мојот сопруг, пред неколку години го стартувавме јас бих сакала да кажам истражувачкиот процес, меѓутоа тоа влегува некако во сегментот на независна сцена, Теактер студио. Пред 3 години тој направи, затоа што велам истражувачки процес, затоа што на самиот почеток беше посветен особено на младите, на оние млади актери кои што прва доаѓаат. Па 2017-2018 мислам дека тој направи представа со 4 млади луѓе, Пинтер. Ајде уште по една за роден денот, значи тоа е спојка на две негови драми. Потоа јас и тоа го направивме со сопствени средства, буквално собравме 4 млади луѓе, мановци кои што сакаат да работат, кои што се на студии. Потоа следната година, всушност во текот на истата година 2018, јас тоа беше со сопствени средства, со поддршка на Министерството ја направив Драга Елена Сергеевна. Исто идејата беше промоција на младите луѓе од Куманово, со тоа што нели во улогата на професорката се појави Александра Пешевска, која што нели требаше вака малку да ги држи тие млади луѓе под контрола, се шегувам. И сега буквално бидејќи сме дома, со Горан планираме да направиме театарска представа. Мислам дека ќе биде окей, особено да спек, затоа што сме од исто семејство, секако ќе пројде целата работа. Мораме да сме од исто семејство, нели, за покафеање и така натаму, ако е поголем бројот, а ние еве 20 од исто семејство. И представата набрзо треба да излезе. Ја подготвуваме, тоа ќе биде
а бидејќи сме од исто семејство, да, сопружници, актери, да, меѓу и сопружници. Тоа подразбира дека тоа ќе биде представа за машко-женските односи, па и во вакви вонредни услови. Во нормални и во вонредни услови. Се надевам дека многу брзо тоа ќе се случи и се надевам дека ете како мала екипа можеби ќе можеме барем така да почнеме да го отвараме патот кон отварањето на театрите. Да, ние имаме доста парови во театарската фела, кои што Да, има. така што Па може еве да тоа биде една иницијатива нека биде за тоа еден повик, да. Бидејќи е време на пандемија, повеќе од двајца не може. да. Дај некако да го искористиме тоа да го направиме во наша полза, да. Да. Како сметате дека би действувале уметниците од минатото кои што ве мотивирале и ве инспирирале во развојот како актерка, кога би се нашле во овој период, во 21 век, со сите технички можности, но и со сите дистракции кои што ги нуди овој век, овој капитализам, овој начин на размислување и действување. Како тие големи театарски имиња би се однесувале, како тие би действувале во ова време, не време? Па кога размислувам за луѓето од мојата професија, значи особено за актерите, секако мислам на моите колеги кои што се дел од моето најблиско окружување, односно кои што се од Македонија. Не одам во правец на тоа што кои светските, не знам, звезди би правеле. И мислам дека малку би му прекоселе на времето, познавајќи ги, затоа што сега кога станува збор за моите колеги, вака буквално ги имам нели пред себе и како личности и како карактери. Мислам дека би му прекоселе малку на времето и би покажале малку повеќе храброст и дека со цела оваа ситуација можеби би се справиле со малку повеќе хумор од нас, во смисла на тоа не дека не се свесни за сериозноста на ситуацијата, туку со цел и намера истата да ја направат подобра. Да не речам да ја релаксираат, но да ја направат подобра. Односно, би си дале таква задача и цело време кога размислувам за тоа како би се справиле прво, хумор ми е така првиот збор и единствениот ми се чини. Да, интернетот и така натаму, мислам дека би ги отфрлиле овие работи и би се држале на своето. Односно на тоа дека тие се театарски творци и дека театарот е единственото место на кое му припаѓа. Ова е на некој начин крајот на овој разговор, но сепак оставам простор доколку моите прашања не ги опфатија сите ваши размислувања, оставам простор да додадете се што ви лежи на душичката за оваа тема или пак можеби да испратиме една порака до постпандемската актерка, театарска актерка. Тоа може да биде Кети од иднината или можеби младите генерации кои што на некој начин се приморани да изучуваат театарската актерска игра преку интернет платформите со оглед на тоа дека и наставата се префрли на онлайн. Да, го заборев тој момент со наставата, тоа па навистина ги стави во многу незавидна позиција точно. Што би кажала за крај? Сакам навистина многу побрзо да се вратиме во театар, затоа што таму и единствено сум тоа јас. Да, сум подготвена да ги прифаќам сите овие интернет платформи, интернет начини на комуникација и така натаму, меѓутоа не ги сакам. Едноставно не ги сакам, како да кажам. Би сакала на крај само да им порачам на моите сограѓани навистина да се чуваат. Значи, препораките кои што се даваат сигурно се за наша собствена заштита. Зашто да се изложуваме на ризик заради не знам какви најчесто небулозни причини, не знам некаков инет, некаква гордост, некаков револт, кон што? Кон тоа дека треба да останеме луѓе, кон тоа дека треба да се сочуваме првенствено себе си. Затоа би сакала, сето тоа нормално ќе придонесе за ние што побрзо да се вратиме во театар, односно што побрзо да оваа сурова реалност ја претвориме во убава реалност и што побрзо да ја живееме таа убава реалност. Па би посакала да се чуваме себе си,
чувајќи се себе си, ќе го сочуваме и човештвото, проче. А човекот е единствено оно што ни треба на крајот на криштата. Се останато не е ни важно. Благодарам многу, Кити, што се согласивте да бидете дел од овој серијал Разговори и што Благодарам и тебе. ги споделивте своите размислувања. Се надевам дека по некое време ќе им се навратиме, но ќе ги гледаме во ист простор и Да. со физички контакт. Благодарам уште еднаш. Да би било добро. Ти благодарам и тебе.